Што е за мене библиотека? Тоа е место кое ги обзема сите сетила. Кога ги гледам сиве овие книги на полиците кои чекаат да бидат прочитани, знам дека сум на вистинското место. Денес во библиотеката браќа Миладиновци имаше 100.000 книги, а започнала само со 3.500 во 1945 година. Звукот на тишината додека читам. Звукот на сите ликови кои се раѓаат во моите мисли додека ја читам книгата. А за таа совршена тишина се грижат над 87 вработени во 4 централни библиотеки и 14 библиотечни клонови, а се почнало со само 2 вработени. Мирисот на книгите. Иста е возбудата кога отворам книга што туку излезена од печат и книга која е стара неколку децении. Мирис кој ме тера да откријам што се крие во нив. Допир. Ние ги допираме книгите кога ги држиме, но книгите не допираат нас на толку многу начини што дури ја имаат моќта целосно да ги сменат нашите животи. Бројот на читатели кои редовно се уверуваат во тоа е 24.000 годишно. Со цел книгите да бидат достапни за читателите од руралната средина на Скопје, во 1962 година формирана е и подвижната библиотека. А библиобусот може да го забележите во основните училишта во 17 села на територијата на град Скопје. Ајде да дознаеме нешто повеќе за оваа библиотека од нашите соговорници. Библиотеката браќа Миладиновци заедно со библиотеката Другарче имаат направено многу за популаризација на книгата во Скопје, за развивање на љубовта кон книгата кај најмладите и младите читатели, но исто така и кај повозрасните. Постојат некои интересни, куриозитетни детали од работењето например на библиотеката Другарче, некаде во 50-тите и средината на 50-тите години, некои детали кои се помалку познати и кои нашиве сограѓани, скопјани речиси и не ги знаат. Имено во тие години кои ги споменав, постои во рамките на библиотеката Другарче, во градскиот парк во Скопје, постои една мала, така наречена летна библиотека. Што значело тоа летна библиотека? Во тој скопски рај, во рајот на градскиот парк, во една мала куќичка, библиотеката Другарче организирала една библиотека со книги за најмладите и за младите, и тоа било еден вид читална која се наоѓала во самото срце на паркот. Тоа е многу интересно, бидејќи на тој начин децата, шетајќи со своите татковци или шетајќи со своите дедовци во паркот, можеле да застанат во таа мала летна библиотека. Наоколу имало столици, клупи, можеле да седнат, да земат некоја книга да читаат. Освен тоа, во таа мала скопска летна библиотека во паркот постоел и посебно задолжен весникар, човек кој секое утро носел весници кои можеле да се прочитаат, а децата освен книгите
можеле да прочитаат и некои од тогаш во времето познати списанија како што се Другарче, подоцна Развигор, Наш свет и така натаму. Мислам дека меѓу писателот и библиотекарот нема разлика. И едните и другите се занимаваат со книгата. Едниот ја создава книгата, другиот ја обработува, ја чува, ја дава на користење и така натаму. Може би кај мене постоеше разлика во образованието, заради тоа што ја дипломирав право и ме прашуваа мене како да правник, а писател. Меѓутоа, и одговарав и тогаш и моето сознание дека за писателот образованието не е толку важно кога што е Божјото ухание или Божјиот благослов. Заради тоа што нема ни магистратура, ни докторат и така натаму. Проблемот е во даровитоста, во Божјото ухание, како што реков. Јас на библиотеката кај што работев 30 години, тоа е Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, каде има милиони книги. И подарив уште 30 наслови мои книги, со што ја збогатив, меѓутоа и запишав дека библиотеката е храм на хармонијата, храм кај што нема противречности, нема противставувања, нема бојаби, нема судири. Заради тоа што библиотеката е хармонија на времињата. Книга создадена пред 500 години и книга создадена вчера, живеат заедно, дишат, се утешуваат. Денови бе бркајќи меѓу моите ракописи во една моја книга, сум напишал еден есеј за библиотеката, во која сум го запишал тоа дека тоа е храм на хармонијата. По неја најдов една песна што сум ја напишал многу одамна, а која гласи вака. Ја прашав, каде ти е минатото? Го избриша, одговори. Ја прашав, каде ти е сегашнината? Ја бришат, одговори. Ја прашав, каде ти е иднината? Ќе ја избришат, одговори. О, татковино, прекрасна граматико на невиднината. Во библиотеката учев додека студирав секојдневно и во тие 4 години сватив дека библиотеката покрај културните настани е место каде што се прават забави и можеби бев првиот кој направи журка таму. Јас дојдов во градската библиотека во 2005 година. Тогаш се уште многу малку беше пенетриран интернетот и информатичките технологии во нашето општество. На некој начин тоа беше почеток на примена на таа нова технологија, научување на тие работи, масовно користење на компјутери. Тогаш се уште немаше ни таблети, примитивни беа форматите на кои што можеше да се користи се што е напишано. Многу малку имаше дигитализирано, да не речам на прсти се броја текстовите или книгите кои што ги имаше Македонија. Јас имав една идеја која што за жал не се оствари, да се дигитализираат сите лектири и за секое оделение секое наше дете да добие дигитална форма на почеток на школската година. Значи да ги добие сите книги, да може да ги чита. Новото време го бара тоа. Секој сега веќе 10 години подоцна или нешто повеќе од 10 години поседува таблет, телефон, сите читаат, користат информации во дигитална форма. Меѓутоа во тоа време тоа беше зародиш. За жал таа идеја не се оствари, но се оствари една едиција на градската библиотека. Почнавме да дигитализираме она што
прво се појавило во 45 година во пишана форма, печатена форма од страна на Државното книгоиздателство на Македонија. Она што го најдовме тука, кое што е сочувано од градската библиотека, и исто така сметав дека на тој начин ние ќе ги заштитиме книгите и документите од уништување, бидејќи во дигитална форма секогаш можат да се репродуцираат, а исто така и може да се користат, а оригиналите да се чуваат без да се добираат. Книгите се органска материја и секоја интеракција со нив на некој начин ги оштетува, а дигиталната форма е сега неуништива. Старата книга која што ја има градската библиотека, колку што знам јас, е ова. Тоа се басни на Езоп од 1566 година на латински. Има една мистерија како овие книги се дојдени во градската библиотека. Имено сум разговарал со повеќе постари колеги кои што одамна се во пензија. Никој не знае како овие книги се нашле тука. Но кога дојдов во 2005 година, првата работа што сакав да направам е да проверам што на вистина поседува градската библиотека и ги собрав книгите од сите локации, бидејќи старите книги се наоѓаа на повеќе локации и не беа ниту заштитени, ниту пребројани, ниту валоризирани. Пред крајот на мојот мандат се валоризирани од Министерството за култура, така што постои список, документација, која што државата ја поседува за сите овие книги и тие се културно наследство на Република Македонија. Се надевам дека допорва ќе се истражува и од тоа ќе произлежат и научни трудови што ние чуваме како богатство во градската библиотека браќа Миладиновци. Беше природно како писател да ми биде многу драго што ќе бидам во трезорот на книгите, што ќе се дружам со тие волшебни мисли и тие чудесни, неповторливи и трајни пораки што постојат меѓу кориците на книгите, така што беше возбудливо и беше неочекувано, тешко би рекол, кога таа моја желба да се биде во библиотеката како писател се спои со улогата да се биде и менаџер. Бидејќи втората улога ми наметна голема посветеност заедно со колективот на библиотеката да ги продолжиме оние големи и современи идеи кои што се беа веќе реализирале во библиотеката и да отвориме нови патишта за развој на библиотекарството во оваа институција, во градската библиотека браќа Миладиновци. На планот на проширувањето на инфраструктурата бевме соочени исто така со проблемот да се модернизираат постоечките библиотеки и клонови. Во тој поглед горд сум што еве токму во оваа соба каде што сега разговараме, го почнавме тој проект со обновата, односно востанувањето на собата на браќата Миладиновци, и таа денес, како и сите овие години наназад, представува и има двојна функција, да биде музејско-едукативен простор и да биде промотивна сала за сите клучни културни активности кои што се одвиваат во библиотеката. Потоа се реновираа уште 4 големи библиотеки, меѓу кои своето значење и својот ранг го подигна најмногу библиотеката во населбата Аеродром Јане Сандански, која што денес може да се каже дека е веќе во рангот на 4 матични библиотеки на оваа библиотечна институција. Се разбира, една од покрупните задачи, кои што со големо задоволство го направивме, беше афирмацијата на библиотечната дејност и воопшто на македонската литература, македонскиот автор, македонските преведувачи надвор од земјата. Остваривме големи контакти со клучни европски библиотеки, се спријателивме со Будимпештанската, со таа во Осијек, со таа во Белград, со Софиската, со библиотеката во Нинберг и со библиотеката во Малме, каде што правевме промоции на големите проекти, како што се 135 тома на македонската книжевност. Ги освојувавме и ги научувавме новите продори во технологиите во библиотекарството и во функциите на библиотеката воопшто,
и на тој план навистина беа постигнати прекрасни резултати. Чест е секако голема да се биде дел од тимот во Градската библиотека Браќа Миладиновци и да се спроведуваат културно-промотивните активности од оваа сфера, што секако е само сегмент, но битен сегмент од културното милје на градот Скопје. Низ овие активности се дружиме со македонските автори, со писателите кои низ годините се гости и учесници во реализацијата на нашите програми, така што тоа за нас представува голема чест, бидејќи докажува дека нашите читатели се посветени проследувачи на книжевните вредности кои ги создаваат македонските автори. Една од нашите битни задачи како културна установа во делот на услугите како библиотека, нели, е зголемувањето на библиотечниот фонд, така што оваа година предвидовме значајно повеќе средства за набавка токму на книжевен фонд, со што ќе им овозможиме на нашите корисници низ книгата да се дружат со најновите изданија на познати и помалку познати македонски автори, помалку познати, но секако не помалку значајни и кои имаат тенденција токму низ овој процес да се афирмираат пред читателите, а ние сме тука да им помогнеме во тоа и заедно да го споделуваме пиететот и да ги промовираме вредностите предадени низ нивните дела. За светските книжевни трендови и да не говорам, нели тоа се подразбира. И целокупно земено тука мора да ја споменам исклучителната соработка со македонските издавачи, чии издаваштво постојано го следиме, затоа што токму од нивната понуда зависи успешноста на нашата установа во насока на задоволување на потребите и очекувањата на корисниците на нашите услуги. Во таа смисла, тука се и вработените, кои секогаш биле најважниот и најактивниот дел од нашиот колективен придонес во оваа дејност, вклучително градот Скопје и администрацијата од градот Скопје, кои целосно не поддржуваат од позадина, и затоа постојано се трудиме сите чинители кои се дел од функционирањето на нашата библиотека, да ги вклопиме во еден вид комплементарност која оваа година ја дополнуваме со уште една, да речам, активност од капитална вредност. Имено, имајќи предвид што програмата во делот на капиталните инвестиции за оваа година ни е во целост поддржана и одобрена од градот Скопје, веќе пристапивме кон сите неопходни процедуралности за спроведување постапки за целосна реконструкција на нашата библиотека, при што предметна набавка во таа смисла ќе биде внатрешно и надворешно уредување и модернизирање на објектот и на просторните ресурси на библиотеката, при што како приоритет овде би го споменал модернизирањето и зголемувањето на капацитетот на читалните, кои со исклучително голема динамика ги користат студентите од скопските универзитети на целодневна основа, вклучително од делите на библиотеката кои се најпосетени од страна на нашите корисници, а предвидено и воспоставување на нови содржини кои одат заедно со целата оваа идеја, при што искрено се надевам дека нашата библиотека наскоро ќе ја видиме во нова светлина, токму онака како што заслужува. Со овие промени, библиотеката Браќа Миладиновци полека се трансформира и станува повеќе од тоа. Културен центар во кој се одржуваат настани и изложби и кој допрва целосно ќе се реновира. Една древна кинеска поговорка вели дека за да биде среќен човек може да направи две работи: да посади билка, дрво, растение или пак да напише книга. За среќа луѓето од почетоците уште пред да постои писмото, создавајќи прво песни, создавајќи митови, епови, па се до денеска кога книгите ги читаме и во дигитална форма, посадиле многу билки, тоест создале огромен број книги. Книжевни дела кои ни овозможуваат денеска, после векови, да комуницираме со луѓето од различни времиња и простори. Затоа отворањето на секоја книга за мене е многу возбудлив чин. Еве сега кога сум во библиотека, веднаш фрлив око на голем број книги околу мене. Мислам дека книгата е затоа битна за сите нас. Нели можеме, имаме прилика во секој миг да запознаеме како размислувале, како чувствувале, како пишувале луѓето, каков бил јазикот во други времиња и простори, да запознаеме различни стилови на пишување, различни стилови на размислување. И затоа мислам дека читањето денеска, особено во ова брзо време, ни овозможува
како да се најдеме во ладовина под едно убаво дрво кое го посадил некој одамна, како да влегуваме во една оаза. За мене читањето е секогаш еден таков миг каде што не само што комуницирам со луѓе од различни времиња и простори, туку комуницирам и со себе. Затоа сесебно препорачувам читање книги. Ако вака гледаме наназад низ моите 28 полни години, би се рекло дека сум член уште од малено за некои 2-3 години, со оглед на тоа дека баба ми беше библиотекарка, 30 години работеше во библиотеката Другарче и во еден момент ми рече: "Сакаш ли да видиш што изгледа голема библиотека?" Дојдовме тука и со оглед на тоа дека доста, јас се радувам затоа што оваа библиотека е направена 45-та, јас сум родена 88 година, па така имаше многу книги тогаш како што се сеќам, така што од тогаш преку баба ми, да речеме, сум член, инаку онаков буквален од моите студентски денови. Посетата на библиотеката може да биде двонасочна, нели? Може библиотеката да те посети тебе, а тоа се случува цело време, кога ќе видиш книга, кога ќе осетиш мирис сличен на некој кој те враќа во минатото. Сега, минатото е исто условно битно да живее среќно денес. Она што сакам да го кажам, без многу да комплицираме, средбата со библиотекава, ова конкретнава за која разговараме, ми е некаде на 13-14 години. Бев убеден дека тогаш стануваш малце поделово способен и овде, јас сум роден во 72 година, значи некаде во крај на 80-тите, имаше правило дека на 18 години добиваш лична карта, а на 14 години или после 14 можеш да бидеш член во библиотека, можеш да возиш велосипед помалку на улица. И така некоја како вибрација ми беше многу голем предизвик, бидејќи овде го поминав детство во кај католичкиот храм преку главната улица, тоа е на 100 метри од оваа библиотека. Животов знае да направи своја приказна, само треба да се прочитаат пораките и да се биде фокусиран и малку да се вклучи мозокот. Ова го зборувам и кога си тинеџер, и кога си дете, и кога си непослушен и палав, мора да имаш доза на мудрост која ќе те тера да напредуваш. Таа доза на мудрост и покрај тоа што не беше многу модерно да се читаат книги летно време, ја не верувам дека има некој средношколец кој што сака да чита, а да не си игра со другарите. Ама тој компромис и таа, да речеме, жртва на слободното време која така изгледа кога си тинеџер, е многу добра и корисна покасно. Например, сите оние финти светови, фантазии, оние ходници кои сами си ги доградуваме, се потпрени на вистинската реалност. Можеш да си ги доцртуваш ако имаш фонд на мисли. Фондот на мисли зависи од тоа што си прочитал. Убаво е да читаш постови, убаво е да читаш мудрости. Тоа е, ако го замислиме како храна, тоа е шведска маса. И новото време си носи нови правила. На шведската маса за читање денес можеш да пробуваш од сепо нешто по едно залче, например тоа се Facebook, Viber, Instagram, не знам, сите оние социјални мрежи кај што читкаме и си мислиме дека читаме, ама за да кажеш дека си ручал или дека си изел некој добар оброк, треба да е конкретно тоа што го читаш. Треба да има приказна, да трае малце подолго, за да не осетиш дека те внело во приказната и да го осетиш тоа што авторот го кажува. Всушност, телевизијата и филмовите се измислени затоа што претходно постоеле книги, а пред книгите постоеле приказни. И сега ако ги споите сите трие работи, добивате добра приказна која е ставена во книга, а по книга се снима добар филм. Значи, ако сакаш да бидеш добар глумец во однос на тоа како сакаш да го организираш живењето, без разлика кој пол си, која религија си и така натаму, би требало да си одбереш добра количина, добра килажа на прочитани книги кои ти мислиш дека би требало да ги знаеш. Не смеам да кажам на телевизија, мада ако веќе признаваме, имам неколку книги кои не сум ги вратил. И не е ништо страшно. И ако размислувам, сега ќе ми текне дека ќе напишам книга пред крајот, не знам кога ќе биде крајот, но сигурно ќе оставам овде и ќе може да си ја читаме сите. Мислам, ја не, ама вие да, ако сакате да читате. Благодарам за книгите. Ако земеме дека книгата, особено печатената книга, е најголемата цивилизацијска придобивка на човештвото, ова го тврдам најодговорно, затоа што книга не е само драма на Шекспир или роман на Достоевски, тогаш лесно се доаѓа до заклучок дека свет без
книги, особено печатени, би било едно многу посиромашно место и во духовна и во цивилизацијска смисла. Денес во доба на владење на информацијата, кога информацијата е се, во доба кога живееме во еден огромен технолошки напредок во време на интернет технологија, сепак сметам дека книгата е основниот извор на информацијата. Библиотеката ја гледам како своевиден линк помеѓу печатената книга, односно информацијата и читателот, и од тука свет без библиотеки сметам дека би било едно многу тешко и многу лошо место за живење. Па, читалната е за мене веројатно едно од ретките места каде што можам да се осамам покрај толку многу луѓе. Место каде што зборовите стануваат слики, а ликовите оживуваат. И кога ќе ја кренам главата од читање, кога ќе ги видам сите тие други читатели, си замислувам мали облачиња над нивните глави и во секој облаче има различен филм, зависно од тоа што си го читаат. Ете, тоа е читална за мене. Многу би сакала да читам книги во електронска читална. Исто така би било одлично да имаме пристап до базите на податоци. Би било убаво да се направат креативни качиња со 3D принтери. Би било убаво доколку имам помош од тутор. За задачата и училишните проекти. А забавата се подразбира. Сакам кога приказните ги раскажува актер. А најубаво ми е кога сум со баба и дедо. Новата библиотека ќе биде организирана според моделот на 4 простори. Простор за учење, простор за инспирација, простор за настани и простор за средби. Во тие простори ќе бидат имплементирани новите услуги и сервиси. Да, електронска читална, пристап до база на податоци за студентите и истражувачите, качиња за проекти и активности со личен тутор, хабови за развој на креативност, имагинацијата, качиња со 3D принтер, слушање музика, гледање филмови, играње, видеоигри, па и каче за здрав живот со предавања. И не заборавајте, спортот го вежба телото, а мозокот го вежбаат Влези во нов свет. Дојди во градската библиотека, браќа Миладиновци.